Денес завршуваме едно патешествие кој го почнавме низ посланијата на Солуњаните, кој го почнавме на 1 март. Од тогаш почнавме да го проучуваме посланијата на Солуњаните. И 10 недели ги читаме двете посланија, проповедаме на таа тема, ги обработуваме во мала група на таа тема. Вале ни праќаше молитви секоја среда на темата од посланијата и верувам дека голем дел од вас бевте намерни да ги читате, да учествувате во сите тие работи во малите групи и да земете учество во секоја среда во молитва. Верувам дека тоа ви помогна да доживеете на малце подлабок однос со нашиот Господ, познавање на Него, на Неговата волја за вашите животи. Овие две посланија за кои ги обработувавме до Солуњаните се посланија пратени од една мала и нова црква, млада црква. Денес не сме во состојба да го замислиме светот без Исус. Едноставно не сме во состојба да замислиме како бил светот пред Исус. Се што сме примиле од Неговата служба, од Неговиот живот, секој бенефит кој го имаме како општество, не само како поединци, ние го земаме здраво за готово. Апсолутно се. Не сме сега во можност да го замислиме таквиот свет. Црквата во Солун е заедница која за прв пат служа за Божјата милост, за Божјата надеж и за прв пат ја искусува силата Божја за преобразба на личниот живот и животот на заедницата. Таа ново откриена радост преку пораката на Евангелијето е присутна за црквата во Солун. Апостол Павле ја разгорува како мал пламен кој треба да прејасне во еден голем оган. Ако читате посланието до Солуњаните, а ве охрабрам да го читате, и видите што се апостол Павле изборува таму. Имам чувство дека како апостол Павле, црквата во Солун ја зема како за рака ја зема, ја носи чекор по чекор, ја учи како да проводи во верата. Отприлика така ја упатува, ја води низ тој живот. Солуњаните, како и сите ние, имаме потреба од зборови и охрабрување кои доаѓаат од Павле. Апостол Павле таму ги охрабрува многу, но и зборови на корекција и поправање кои доаѓаат од истиот Павле се со една единствена причина, да тие го живеат животот во изобилство како поединци и како заедница. Апостол Павле во своето пишување до Солуњаните оди од космички теми како враќање. Знаете, црквата во Солун била загрижена, чекај се, што се случува со овој свет? Тие се космичките теми, тие огромните метанаративи со кои се соочуваме. Кој е смислот на животот? Кој е целта на животот? Каде одиме ние? Што ќе биде со овој свет? Зошто Исус дојде на земјата? Слушнале дека Исус ќе се врати на земјата? Слушнале таа работа? И загрижени се за тие огромни, големи теми кои апостол Павле ги адресира таму, но апостол Павле од тие огромни и големи теми оди во најконкретните работи за животот на поединецот и адресира тема дека некој од црквата бил мрзлив, не сакал да работи, а сакал да јаде. И апостол Павле вика, тој што не работи и да не јаде, од таму излезен тоа. Тој што не работи, да не јаде. Обично црквата ја гледаме како заедница која даваме ние хуманитарна, се правиме мајка Тереза и така натаму. Но апостол Павле вика, да, окей, да, ние не треба да се измориме да правиме добро, но тој што не работи и да не јаде. На самиот крај на ова послание апостол Павле одлучува да ја адресира личната одговорност која секој од нас има пред Господ и пред заедницата. Благосостојбата за која сите ние копнееме длабоко во нас не зависи од центрите на моќ, колку и тоа така да изгледа. Не зависи од тоа кој стои на врвот на таа пирамида на власт. Туку зависи од личната одговорност пред Бог и пред заедницата која сите ние имаме. Не почнува од личната одговорност. Се почнува од личната одговорност пред Бог, од односот кој активно треба да го градиме со Него, кој резултира со преобразена заедница. И тоа ќе го видиме крајот на оваа порака. Стихот 1 во 3 глава во Солуњаните почнува со нешто апостол Павле обично ги завршува своето послание, кај што вика за крај или потоа, за крај, како заклучок, браќа и сестри. Молете му се на Бога за нас, да Словото Господово да се распространува и да се слави на секое место, како и меѓу вас. Првиот аспект на таа лична одговорност е личната одговорност која ме предадов на Тина и на Никола. Лична одговорност во молитвата. Лична одговорност во молитвата. Секој еден
христијанин е повикан да се моли. Тоа не е привилегија за оние најупатените, тоа не е привилегија за оние кои се вработени во црквата, тоа не е привилегија само за оние кои завршиле богословија. Личната одговорност да се молиме е врз секој еден од нас. И не тоа само одговорност, тоа е една привилегија која нас ни е дадена, да имаме еден директен разговор со нашиот небесен татко. Животот пред Бога расте преку молитва. Животот во заедницата се одржува преку молитва. И мисијата во Господа се води преку молитва. Молитвата е првиот чекор во секој наш напор да растеме во познавањето на Бога. Подоцна апостол Павле продолжува со 4 стих каде вели: ние сме уверени за вас во Господ дека го вршите она што ви го заповедавме. Апостол Павле и предава на заедницата одговорност. Знаете, тука зборот ова што ви го заповедавме, во оригинално стои: се надам и верувам дека ја вршите традицијата која оставивме на вас. Обично традицијата понекогаш во некои контексти знае да биде традиција останало, не ни знаеме што значи, зошто тоа го правиме традицијата, обично во тие некои сфери останува. Традицијата за која зборува тука апостол Павле е нешто кое активно го вршиме со нашиот живот. И апостол Павле е уверен дека тие ја извршуваат препораката, традицијата која тој им е оставено. Со други зборови, апостол Павле ги држи лично одговорни во службата во која тој им е предал. Лична одговорност во службата. Првата беше лична одговорност во молитвата, втора е лична одговорност во службата. Апостол Павле овде не го адресира градот Солун, не му пиша на градоначалникот или инспекторатот во градот Солун, не го интересира тоа, тој пишува писмо до црквата во Солун. Неговиот повик е упатен до секој еден верник во таа црква и верува дека секој посветено ја извршува својата одговорност пред Бог и пред заедницата. Апостол Павле во многу наврати, па и овде во стих 13 ги охрабрува да не се умориме од правење добро. Тоа апостол Павле го пишува тука. Иако им вели на овие што се мрзливи, значи ако не работиш да не јадеш, а од друга страна на тие што сте работливи им кажува вака сега, имат такви што не работат да сакат да јадат, но немојте да се уморите да правите добро. Ги адресира и двете групи, и тие што се активни, и тие што се пасивни. Ние сме повикани да придонесеме за животот во заедница. Повикани сме да функционираме како едно духовно семејство и да инвестираме во ова духовно семејство со нашите животи и со сите ресурси кои Господ ни ги дава. Јас секогаш охрабрувам човек да припаѓа во едно локално духовно семејство. Тоа е друг збор за црква. Локална црква. Кај да се наоѓате? Да припаѓате во една локална црква, затоа што таму во таа локална црква не ве спојува ништо друго освен таа взаимна љубов кон Господ и взаимната љубов која треба да расте едни помеѓу други. Ова локална црква е едно локално духовно семејство со сите своји марифети на семејство. Почнувајќи од недоразбирања, овие најземните работи, до некои потреби кои ги споделуваме тука, до некои помош која треба да се даде, која треба да служиме еден на друг. Сите аспекти на едно локално семејство кои треба да има локалното духовно семејство црквата. И повикани сме да допринесеме со сите тоа што го имаме, со нашите таленти, со нашите дарови. И секоја локална црква треба да има одредена мисија со која учествува во локалната заедница. А ако сме како семејство тогаш, прашањето за сите тие кои се дел од локална црква, најмногу за оние кои секоја недела се тука на црква, ги прашувам сега нив. Едно прашање за едно само преиспитување. На кој начин придонесуваш во семејството? Јас секогаш кога имам проблем со колата кога му сејам на Никола, ако го и он веќе нема знае, веќе му сејам на брат. Сите ние имаме некои дарови, таленти, имаме некои работи кои ни се дадени од Господ, кои служат да си помагаме едни на други. Служиме во заедницата, во едно потесното семејство. И така и треба да функционираме како едно семејство. На кој начин придонесуваш во оваа локална црква со служење? Ве прашувам сите вас. На кој начин? На кој начин се служиме едни со други? На кој начин издвојуваме време едни за други? На кој начин
емотивно сме вклучени во животот едни со други. Дали како што вели апостол Павле го вршиме она кое нам е предадено од Бог и она кое ни е заповедано од Бог. Да не сме станале како некој за кого апостол Павле ќе зборува во продолжение на оваа глава. Некој што не работи и да не јаде, пошто тој е потенцијалот за секој ден од нас. Човекот по природа е мрзлив и треба малце да се натераме во одредена насока да правиме нешто. Да не сме станале мрзливи и едноставно само доаѓаме секоја недела тука, се храниме духовно со ресурсите на заедницата без воопшто да допринесеме со талентите и талантите кои ни се доверени од Господ. Да не сме навикнати дека некој друг нешто ќе сработи. Обично тоа е македонско проклетство. Не е моја работа. Обично така се постувам према, не е моја работа тоа. Немаме одговорност, немаме некој чувство на дај да си го средиме домот. Тоа governance, не знам како да кажам, самоуправување. Све некој друг треба нас да направи. Треба да ги пораснеме тие работи. Треба да ги пораснеме тие работи. И како заедница, но почнувајќи како индивидуалци. Да не сме навикнати. А дојдеш само овде, кога имаш потреба или само се нахраниш духовно. Апостол Павле нема многу трпение и милост за мрзливост. Тој ќе каже тој што не работи да не јаде, тоа ќе го кажа. Тој тоа го мисли во контекст на заработката на левот тука. Буквално во заработката за левот. Но што да правиме во контекст на духовниот живот на локалната црква за секој еден од нас? Да не си станал мрзлив во служењето во црква. Да не очекуваш дека некој друг ќе ја сработи работата која треба да се сработи за секоја богослужба, за секоја служба што имаме во црква. Има еден куп проекти и работи во кои може да се приклучи црквата. Запрашај се на кој начин ти служиш во оваа локална заедница и преку оваа локална црква на пошироката заедница. Постојано има повик за некакво служење. Јас пред неколку месеци зборев за црквата како концепт. Знаете, самиот момент, без разлика кој збор ќе го земете за недела сабајле што се случува, дали е тоа литургија, дали е богослужба, во сите тие концепти стои зборот служба, служење. Основата на ова што се случува во прашање на христијанството е служење. Верувајте ми, колку е далеко стежно влијанието на христијанството. Знаете, премиерот во нашата влада доаѓа од зборот Prime Minister од англиски, кој доаѓа уствари од зборот Minister. Prime значи оно што најмногу служи. Од тука доаѓа сушност зборот премиер. Оној кој најмногу треба да служи. Од тука изворот на зборот. Затоа што во едно христијанско општество улогата на водач се подразбира како улога на највисок степен на служење. Prime Minister. Оној кој најмногу служи. Пред христијанството имало император, имало еден куп други работи, но не премиер. Премиерот би требало да се подразбира не оној кој владее, туку оној кој најмногу служи. И сите други околу него се викаат министри, ministers, оние кои служат. Од тука доаѓаат овие зборови. Ова е наследството на христијанството. И затоа многу зборам за служење со овде. Овој викенд имавме, вчера имавме генералка викенд. На жалост треба да го видам на крај, ако може да ви го покажам видеото. Неколку од нас се собравме тука и почнавме да чистиме околу нашата црква се. Тука нели? Тука кај што сме собрани, да косиме трева, да милите. Фала. Одлично. Чим се приметува добре. До кога ќе видиме, ама ќе се активираме пак. Интересно е како еден мал акт, една мала групичка, колку бевме 5-6 души, не знам колку бевме, еден мал акт на служење во заедницата. Сега се приклучивме на една поширока иницијатива, генералка викенд, сега може читате за тоа. Се приклучивме на таа иницијатива. Но еден мал акт на служење ја активираше целата заедница. Дојде луѓе од зграда, што од незгодно, што сакат да се приклучат на тоа, зема и они со нас. Метат, собираат ѓубре, собираат трева. Едноставно се поттикнуваме едни со други. Поттикната беше и црквата да се приклучи. Едноставно земеме една улога на служење.
Понекогаш ние луѓето сме прибирливи, затоа што живееме во ова време, прибирливи сме за тоа во што сакаме да служиме и со што не сакаме да служиме. Само треба да разбереме дека служењето е служење. Знаете, во самиот концепт на служење нема сакам, не сакам, служиме. Или имаш срце за служење во Господа, или имаш задршка од некоја причина за служење. Не, служењето не е опција во христијанството, ќе ви кажам и зошто. Ако сте огледале филмот Исус или сте читале Новиот Завет, ќе видите дека вечерта пред Исус да биде уопсен, а тој знаеше дека ќе биде уопсен, дека ќе биде распнат слина, дали така. Исус све знаеше. Што мислите, дали он имаше попаметна работа да прави, а да не им ги мие нозете на своите ученици? Последната, замисли, знаеш дека имаш уште една вечер на земјата. Мислам дека последно нешто на памет ќе ми дојде да ги измијам нозете на сите околу мене. Исус тоа го направи. Тој им ги миеше нозете на учениците. И што сакаше да им каже? Ги праша, откако им ги изми нозете, ги праша, како ме нарекувате вие? И викат, па те нарекуваме Господар, затоа што ние сме твои слуги. Исус вели, Исус не ги коригира, вика, да, со право викате дека сум јас ваш Господар. И вика вака, ако тогаш јас вашиот Господ ви ги избив нозете, тогаш ви немате никакво оправдание да не си служите еден на друг. Буквално. Служење е служење. Нашата радост треба да биде отелотворена во тоа да бидем во служба на Господ и на ближниот во Христовото име. Не, служењето не е некомпетентност, туку состојба на срцето на кој му треба Христово исцеление. Јас се сеќавам за првата љубов кон Господа, тие што сме имале моменти кога едноставно сме биле во каша, во животна каша и сме имале потреба стварно од Господ и сме се молиле. Верувам дека секој еден од нас имал еден таков момент, кога што се наоѓа во ужасна ситуација и како еден последен можеби избор за некој од нас е молитвата. Го бараш Господ да ти помогне. И Господ помага. Едноставно се случува нешто кој можеби не можеш ни да го разбереш. И во тие моменти, кога Господ ми помога во тој момент, кога јас сум бил надвор од сите мои компетентности, од сите решенија, кога Господ ми помогнал, во тие моменти, јас сум бил спремен да направам се, да служам во се. Што и да треба, јас би го направил тоа. Кога имам проблем со служење, кога едноставно не сакам да служам на некој, вистинското прашање е, што се смени во моето срце? Тоаш го имаме одговорот на ова прашање. Кој е решението за таквата состојба? Во 5 стих вели вака, а Господ нека ги упати вашите срца прво кон Божјата љубов и кон Христовото трпение. Божјата љубов и Христовото трпение. Божјата љубов е Божјата љубов, која се вика агапе. Тоа е безгранична, безусловна љубов. Прифатете ја, но ја отелотворете ја. Христовото трпение, тука за некој го се користи зборот трпение, или долготрпеливост, или стрплива издржливост, живеете го, тоа е клучот за вистинска радост. Не фокусот на себе, на моите проблеми, на моите дилеми, затоа што ги има многу, верувајте ми, кога ќе погледнам во себе внатре, па што се има внатре, па тоа крај нема. Фокусот нека не биде во извршување на Божјата волја и животот во служба за Бога и за ближниот. Како многу други духовни дисциплини, тоа звучи многу контраинтуитивно. Многу звучи као, па мислам дека клучот за мојата радост е да се посветам на себе. И знаете ли што? Тоа е модерната филозофија. Me first. Јас на прво место. Сите реклами од DM, како се више тоа за вако, јас на прво место. Сите реклами се тоа. Just do it. Прави што сакаш. И знаете ли што? Станавме генерација која се дефинира како терапевтска генерација. Читав една статистика дека младите до 13 години, посебно девојчињата во западниот свет, повеќе од 30% од нив се секојдневни изложени на терапевтски, како се вика тоа, преку социјални медии. Дали терапевтски содржини, да. Им треба помош. И си кажеш, знаеме поише. Па дали е така?
Кевин, еден од нашите пријатели на мала група додека обработувавме, тој примети една интересна работа во 6 стих, каде што апостол Павле вели: во името на нашиот Господ Исус Христос ве замолувам и заповедам, правете некои работи. Заповедаме и охрабруваме. 6 и 12 стих на апостол Павле стојат како едни загради, литературни загради, каде што измеѓу овие загради апостол Павле нешто зборува. И тука е токму тој момент каде што апостол Павле го адресира мрзливиот и да не јаде. Во името на нашиот Господ Исус Христос. Зошто Павле толку жарко им заповеда и ги охрабрува во името на Исус Христос за да работат. И таа заповед не е за нешто црквено и духовно, туку за оние кои се мрзливи и не работат да се активираат да си го заработат лебо. Апостол Павле во овој краток дискурс ни открива еден важен принцип и ни открива причината за било какво служење, за било какво помагање, било какво искажување на љубов кон ближниот, било какво жртвување и давање од своите ресурси за другите, и било каква причина за љубовта помеѓу браќата и сестрите, и за било какво служење воопшто во светот. Ако јас и ти се подпираме на нашите природни ресурси и лични причини да го љубиме ближниот, оно што е до нас, да му служиме на ближниот, да жртвуваме од нас за ближниот, ние во нас, ќе ви кажам искрено, немаме доволно емотивни и личностни ресурси за таквите дела. Кај да е? И многу брзо вете испразните. Денес како генерација се обидуваме абстрактните концепти на љубов и некои други да ги подигнеме на ниво на некакви дури како божества, иако не сме ни свесни дека тоа го правиме. А како го правиме тоа? Се обидуваме да искажеме љубов заради самата љубов. Се обидуваме да искажеме љубов заради самата љубов. Се обидуваме да искажеме добрина заради самиот концепт на добрина. Треба да бидеме добри затоа што сме добри, затоа што добрината е добра и го мантраме тоа, и во одреден момент ти немаш причина веќе за добрина, ама нели, веруваш дека тоа треба да го правиш. Абстрактните концепти ги персонифицираме и некако се подпираме дека самите концепти во себе имаат доволно сила да не поттикнат кон добрина и љубов. Проблемот е во тоа дека самите концепти на добрина и љубов не може да постојат сами по себе, бидејќи веднаш ќе бидат проголтени од нашата природа која знае да биде себична. Нашата природа е себична природа. Јас како пастор ви го кажам тоа. Гладна за повеќе, нашето его, кој не може да погледне подалеко од себе си, и нашата желба за служење која служи на другиот само доколку е зачуван личниот комфорт. Она што апостол Павле ни го открива е дека се што правиме ние на земјата е заради Господ Исус Христос. Заради нашата љубов кон Исус. Тој ни вели дека тој е единствената причина, единствениот мотив кон добрина и љубов, единствената вистински извор на самопрегорност во нашиот живот е љубов кон Господ Исус Христос. А зошто тој тоа го мисли? Љубовта сама по себе не може да постои. Као концепт ние го знаеме и го дефинираме, затоа што го гледаме и го искусуваме во еден сосема различен контекст. Ние можеме да го разбереме како концепт, но не сам по себе. Туку ја разбираме во моментот кога таа љубов ќе се отелотвори и ќе добие одреден лик. Инаку, љубовта не постои. Тоа е абстрактен концепт. Љубовта е само збор кој пишува нешто кој ние го искусуваме. Сите оние нешта кои ние ги вреднуваме остануваат абстрактни и нереални, се додека не се отелотварат во некоја личност. Јас и Никола и Тина ги познавам и пред Мила и Исак. Уште тогаш ги познавам. Да бидат во нивниот живот. Љубовта кон своите деца, тој абстрактен концепт е отелотворен до таа мера што тие не се ни во состојба сега да зборуваат за концептот на љубовта кон деца надвор од концептот на Ноа и Исак. Сегаш кога зборуваш за родителска љубов, ти во глава имаш Исак и Ноа. Тоа имаш во глава. Ти не можеш да го одвоиш тој концепт од тие две личности во твојот живот. Тие две нови прекрасни мали личности во твојот живот. Сушност, Ноа и Исак стануваат ликот на таа љубов. И тие сега колку и да се обидуваат, ќе бидат речиси невозможно, вие да се обидувате, ќе биде невозможно да се сетите
како сте ја разбирале љубовта кон децата, без при тоа зборувајќи за таа љубов и да не ја разберат во контекстот на овој Исак. Не е можно. Љубовта кон своите деца во одреден момент за нив бил можеби абстрактен концепт, но сега таа љубов го носи ликот на Новиот Исак. Тие отворуваат љубовта кон децата. Љубовта е абстрактна и непостоечка се додека не се отвори во нечи лик. Љубовта не постои само заради концептот на љубов, таа постои бидејќи станува реалност помеѓу две личности. Ако служиме на ближниот, тоа не го правиме само заради службата. Ако го љубиме ближниот, тоа го правиме заради концептот на љубовта. Најголемото обвинение за мајка Тереза од Христофер Хиченс беше дека таа била фанатик, религиозен фундаменталист и во конечност измамник. Тоа е неговото тврдење за мајка Тереза. Зошто? Затоа што меѓу другото, запрашана, кога ја прашале мајка Тереза, зошто ги прави тие дела на љубов кон децата, кои таа не ги ни познава, таа ќе каже дека причината за делата на љубов е незината љубов кон Исус, а не љубовта сама по себе. Тоа што Хиченс и покрај неговата брилијантност не може да го разбере во тој момент е дека за човек да излезе од самиот себе, воопшто да помисли на ближниот и да го љуби вистински и во време и во невреме, нам ни е потребна причина која не надминува самите нас, па и го надминува самиот концепт, концепти кои остануваат абстрактни се додека не се отолоторат во некоја личност. Љубовта кон ближниот, кој оној другиот до тебе, зависи од љубовта кон Бог, кој заповеда и охрабрува заради љубовта кон Него, да го љубиш и ближниот, кој тој го создал и чија намера е ти и твојот ближен и твојот сосед да живеете во љубов, бидејќи сам Бог така го замислил животот. Зошто го љубиме и ближниот? Исус се поистоветува со оние кои се отфрлени. Има во Матеј 25 глава, каде што Исус на некој начин ги кажал последните зборови во храмот, пред неговите ученици, пред фарисеите, пред цела заедница во тој момент. Исус вели, тие што се мои ќе дојдат на судниот ден, ќе им кажам, влезете во царството на мојот татко. Зошто? Затоа што кога бев болен, ме посетивте. Кога бев гол, ме облековте. Кога бев гладен, ме нахранивте. И вика, моите слуги ќе прашаат, а кога сме те виделе гладен, сме те нахраниле, не сме те виделе ни тебе? Исус им кажа, ако сте го направиле на еден од овие најмалите, оние отфрлените, оние кои се никој и ништо за општеството, сте го направиле за мене. Други зборови, Исус се поистоветува со сите оние кои се отфрлени и не охрабрува. Секогаш кога ќе погледнеме на нив, да го видиме неговиот лик во нив. И тоа е причината зашто мајка Тереза во секое едно дете кое умрело во нејзините раце во Калкута, таа го гледа ликот на Исус во секое едно од нив. И таа им служи како да му служи на Исус. И тоа е нашиот повик. Во овој контекст, мора да одиме во Калкута, има премногу причини и можности да служиме овде, во животот во локалната црква, во ова духовно семејство. Апостол Павле гледа дека некои наместо да се активираат и да служат, да придонесат да бидат активен дел од духовното семејство, ти останале пасени и зависни од духовните дарови на другите. Во крајна мера, апостол Павле го открива она кое веќе ние го знаеме. Ваквиот неактивен живот во заедницата е живот на крајна себичност. Неактивноста, на неслужењето е всушност живот на крајна себичност. Ако многу брзо прегоруваме во правењето добро, види и размисли дали тоа го правиш затоа што тоа е добра идеја или го правиш заради љубовта кон Исус. И за крај, да се запрашаме секој еден од нас. Кои дарови Господ тебе ти ги дал? Кои нешта Господ тебе ти ги доверил? Како личност, како индивидуа. Сите ние имаме прекрасни работи, ние сме комплексни личности. И Господ навистина не благослови со многу и ресурси и се. И да ми патуваме си во Африка чат пат, каде што можам навистина да служам
на деца кои немаат многу. Знаете. И сваќам дека ние Македонија стварно не сме Америка, не може да отидеме таму да направиме некоја разлика. Но верувате ми, ние сме богати за некој место во светот. Многу богати. Имаме премногу ресурси. Имаме работи кои не ни требаат. И од тие работи можеме да ги служиме на оние кои имаат потреба. За локалната црква. Кои се тие дарови кои Господ тебе ти ги предал? Духовни дарови, телесни дарови, можности со кои можеш ти да служиш. И прашањето е, дали служиш? Понекогаш мислам да биде апостол Павле сега овде помеѓу нас. Не да биде толку фин како Живко и мислам дека тоа го зборевме во оваа серија на проповеди. Апостол Павле ќе биде малку по онака учителски настроен, да не активира, да не опресведочи, да не соочи со секој еден избор што го правиме, со секоја неактивно што го правиме. И да не предизвика, да ни каже, знаеш, животот во изобилство не се наоѓа во тоа неактивност, да се одмориш, цело време да се одмориме, да се прошетаме, да се најадеме, што ли све не. Животот во изобилство е навистина во љубовта кон Господ, во љубовта кон ближниот и службата која Господ нас ни ја доведе. Да видиме кој начин јас можам денес да бидам благослов за некој друг. На кој начин јас денес ќе можам да бидам благослов за некој. Тоа е повикот кој Бог има за секој еден од нас. И за кај ќе се помолиме. Татко наш небесен, ти благодариме за овој ден. Ти благодариме, Господи Боже мој, за Исак и за Ноа. Ти благодариме, Господи, за тие прекрасни деца кои ти ги даваш. Ти благодарам, Господи, за Никола и за Тина и за нивната љубов која истурене во тие деца, Господи Боже мој. Тие капацитети со кои ти си на благослови, да бидеме на благослов. Татко мој небесен, јас сега се молам за оваа заедница, за семејството на Никола и Тина, за пријателите, за сите тие кои се присутни овде. Боже мој, благословине со Твојот благослов, благословине со Твојата љубов, благословине со Твојата сила, на вистина да правиме добри и да не се умориме. И нека, Господи Боже мој, на крајот на денот ни разбереме дека во секој еден на кого ние му служиме, треба да го видиме Твојот лик Исус Христе. Да бидеме служители еден на друг, да бидеме благослов еден на друг. Се оставаме, Господи, во Твоите раце. Твоето име нека биде прославено. Амен. Амен.